Врз основа имаме кворум за работа. Врз основа на член 48, точка 1 од Законот за локална самоуправа, ја отварам 11-та седница за Советот на општина Пешчево на ден 25.8.2026 година со почеток во 10 часот. За работа на седницата го предлагам следниот дневен ред кој ви е поделен во материјалите. Дали има некој збор? Повелен проти. Почитувам градоначалник, сега даден избор, не мислим збор. Кој вика од тие градоначалник? Градоначалник Господ. Значи според Деловников Миле ми даде збор на мене. Јас имам предност. Почитувам градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани гости, почитувани медиуми. Јас како координатор на советничката група на СДСМ и коалицијата предлагам втората точка што е доставена во материјалите од дневниот ред да се изземе, да се свали од дневен ред и да се стави во некоја наредна седница која што ќе биде отворена, во која што ќе бидат граѓаните информирани за постапувањето по истата. Ние како советничка група, нашиот став го е јасен, дека нема да поддржиме таа иницијатива, со тоа сакаме да објавиме дека иницијативата не е доволно објасната на нас како советници и на јавноста и на граѓаните на општина Пехчево. Благодарам. Исто како началник, сакате да зазема збор. Јас сум градоначалник на општина Пехчево. И како началник чувствувам морална и човечна одговорност према сите советници, према сите мои вработени во општината, кои последниот период наидеа на големи критики, на големо исподценување. И јас како градоначалник нема да дозволам моите советници да паднат на искушение да го губат авторитетот заради некоја одлука. И како градоначалник јас предлагам точката од дневниот ред не да се тргне, да се повлече, да се симне. Оставам на вас, мисля дека ќе биде прифатено тоа, ако не оставаме советниците да изгласаа, значи со неприфаќање и тргање на точката од овој дневен ред, иницијативата завршува тука дека стигне до поднесењето до општина Пехчево. Јас како градоначалник морам иницијативата која е поднесена од физички лица да ја спроведа до Советот транспарентно. Имаше некои личности претходно дека бев повикан како градоначалник да дам отчет, транспарентност. Меѓу другото, општина Пехчево по последниот период на ЦЕА беше оценета като една од најтранспарентните општини. За да излегнете на телевизија и на јавен медиум да дадете образложение за некоја работа која не ви е позната и која има само иницијатива, и ќе повторам, значи иницијативата што беше поднесена до мене и до општина Пехчево и до вас како советници е само почеток. И ќе повторам, значи само почеток на една иницијатива. Значи за да бидеме јасни пред граѓаните наши, значи за да дојде до изградба на тој дата центар или собирање на податоци како што кружи меѓу населението, имаме доста загрижени граѓани, од кои некои не поддржуваа, некои се против нас. Значи за да дојде до изградба на тој објект треба да се поминат многу релевантни институции. Значи иницијативата, ќе повторам, е само почеток, не е одобрение за градба. Значи само почеток за одредените фирми, одредените подносители да почнат да ја тера таа работа. Значи работата да се изтера треба да помине низ многу релевантни институции, за да се добие одобрение за градба. И затоа јас като градоначалник на општина Пехчево чувствувам, човечна и морална одговорност и искам да ги заштитам моите советници, моите сограѓани и мојот предлог е точката на Советот да биде симната и да не се постапува по неја. Градоначалник, јас тоа го кажав на самиот почеток и мислам дека колегите советници, како и сите граѓани кои што треба да бидат информирани, тоа е добро за нашата општина. Ние, како советници од СДСМ, ќе предлагаме да има мораториум за воиднина за такви инвестиции кои што се непознати за граѓаните и за нас советниците. Значи, за една поставка да почне и да имаме образложение, значи целата поставка што е поднесена до мене како градоначалник, иницијатива до општина Пехчево и до вас како совет, значи секоја иницијатива почнува од општина Пехчево. Имаме после релевантни институции, дека сите процедури се објавуваат, дека сите документи, како тече планската документација, урбанистичко-планска документација, сите документи се закачаа на урбанизам.
Значи имаме многу релевантни институции кои треба да се изјаснат, и да дадат мислење. Значи, ако една институција даде негативно мислење, значи процесот прекинува. Во однос на луѓето што бараше од неде транспарентност и отчетност, исто како и вие што имате и што знаете, и нашето население што знае, имаме само иницијатива. И по това во претходниот период имах од граѓани, загрижени граѓани, 7 или 8 иницијативи кои беа поднесени до мене од јавен карактер, значи на истите одговорено со сите релевантни информации со кои ние располагаме и беше доставено до сите. Значи, во моментот со тие документи што сме располагали, паче повтора. Значи, иницијативата е само отпочнување, значи не е одобрување за градба. И затоа јас кажам, моите советници, без разлика дали се од СДС, дали се од ВМРО, дали се од ЗНАМ, сите беа осудени и повикани, да не кажам малтене како терористи. Јас како градоначалник, паче повторам, стоа и морам да си ги штита советниците, пошто јас со тие советници ќе работам наредните 3 години и ќе доносиме одлуки во корист на населението, на граѓаните на Пекчево. И затоа мојата иницијатива е точката за давање иницијатива на овој објект да се симне од дневен ред и да не се разгледува, и тука завршува целата поставка. И нема никакви понатаму. Значи тоа е заеднички иницијативи. На вас како градоначалник, ние како советничка група од СДС. Јас не знам која е вашата иницијатива. Мојата иницијатива е таа пред се да ве заштитам вас като советници, без разлика, ќе повторам, дали се советници од ВМРО или се од СДС или се од ЗНАМ, значи јас со вас работам, вие сте избрани од граѓаните, јас сум избран од граѓаните и ние мораме да работиме во корист на граѓаните. Така да мојот предлог е тоа. И со да стави иницијативата за симнување од дневен ред. Да, а после ќе видиме, ето, ќе остане време, иницијативата ќе се одбие и ќе ги замола сите луѓе релевантни кои се да се консултираат, да разговараат со сите свет, пошто верувате, јас не сум стручен во таа област, јас се консултирам и јас правам увет за да се информира, да се разбере која е користа една општина да го има дата центарот, кој е бенефит на општината да има дата центарот, кои се штетните последици. Ако може во просторите на бивша Југославија сите држави да имаат дата центри и да се мапирани като економски развојни зони и да има некој потенцијал за развој на економијата, тоа е нешто друго. Ето испитајте, јас сум истражувал и гледам дека наши граѓани кои беа коментирани на социјалните мрежи беа сликали дата центри, што се изнесува мислење дека ако би имало некогаш во нашата општина дата центар, би нарушило тоа. Вчера на социјалните мрежи се објавија слики од дата центри во Германија и коментарите беа, вика во Германија има над 500 дата центри, па Германија не се исушила. Така да, јас не сум компетентен за това, јас точно разговарам со стручни лица, разговараме со професори од професорска фела кои се запознати со таа проблематика, со машински инженери, електроинженери, кои се бенефитите, кои се придобивките за една општина и како може да биде една општина препознаена за развој на инвестиции и стопанство. Паче повторам, значи точката апелирам да се свари, ама кажувам едни од работите кои може да имаме и позитивни работи доколку дојде некогаш, оти ќе бидеме като општина мапирани за развој на економија. Еден таков податок дека имаш во општината таков објект ти дава сигурност за инвестиција. Имаш стабилна инфраструктура, имаш стабилна мрежа, имаш се. И пак останувам на моето мислење, и макар што има некои придобивки, може би има и некои штетни влијанија, кажува, само што сам се консултирал дека кулерите ствара некој обучава, ама сам запознаем, па ќе се оградам од исказите. И моето мислење е, пошто поголем број од граѓаните реагираат, таа иницијатива да ја тргнеме од дневен ред, да се свали од дневниот ред и процедурата и постапката за иницијатива да заврши тука. Исто јас си да кажа, советник познав за нашето движење, предлагам до таа точка да дојде пак на дневен ред, да се консултира населението на село Панчарево, да се даде образложение зашо има што имаме уни добивка од сето това, што би ги ник засегнало, да има некоја дебата за да се презентира на това население што се прави во това село, за да не дојде до недоразбирање, като сега што. И предлагам јас точката да се тргне од дневен ред точката, за да не дојде до недоразбирање. Пошто ние сите сме изберени од тој народ. Имаме присутни, гледам тука присутни лица, имаме граѓани на Пекчево, од кои на социјалните мрежи бех лично повикан като градоначалник за јавно мислење, за транспарентност, да.
искам като градоначалник да имаме транспарентност, до сега сме имали, ќе продолжиме и понатам да имаме, ама, значи повтора, за да почне да имаме транспарентност, мора да има една иницијатива. Во случај ние немаме иницијатива, нема транспарентност, јас се располагам со толку информации. Значи, кога почне да се тера постапката се тера по сите релевантни институции. Има фаза кога дојде до јавно мислење и по налог на тие институции, општина Пехчево, заедно со них е должна да организира јавна расправа, дека ќе дојдат експерти да образложат. Без разлика на се, тука треба да се направи стратешки проект за заштита на животната средина, треба да се направи планска документација, треба да се изработат многу работи, да се изработат проекти. Значи това не е како што е неелектризирана работа кај луѓето. Да, советот и советниците, а изгледа сега ќе се гради. Нема луѓе да се гради. Значи тоа е почеток, тоа е иницијатива. Значи треба да разбереме, значи барање за иницијатива и барање за одобрение за градба. Значи ние тука немаме барање за одобрение за градба. Тука имаме, значи таа процедура се тера време, тука имаме земјоделско земјиште, кои подносителите се собственици на тоа земјоделско земјиште. Тука тек треба да почне постапка за пренамена на тоа земјоделско земјиште во градежно земјиште. Значи процедурата е голема, има тука релевантни институции дека тие даваат своје мислење. И повеќе нема да должа. Мојот став е тој, точката од дневниот ред да се тргне, да се свали и да престане тука и да видат граѓаните дека општина Пехчево и градоначалникот и советниците работат за граѓаните на општина Пехчево. Нема да правам нагласение, само согласие. Градоначалник беше кратко јас. Зошто сето тоа вие не ни го кажавте на последната седница на Советот на општина Пехчево? Вие сакавте на еден шверцерски начин да ни доставите дополнување на дневен ред. Тоа да го кажавте, немаше да има никаква реакција од граѓаните. Значи вие немате никој информација, имате доставено само одлука, која што беше штура одлука само за преминување на земјиште. Јас повторив. Значи колку располагате вие со информации, толку располагам јас со информации. Тоа требаше да ги кажете на последната седница, за да нема таква. Јас моето мислење го изнесов вас во заштита и на вас, пошто ти добро знаеш. Ако си советник од СДС, јас тоа и во твоја заштита. Значи јас нема да дозвола советниците кои се во Советот, ние заедно да носиме одлуки, да бидат нападнати од цела Македонија и да бидат одземени. Вие не сте терористи, вие сте советници во општина Пехчево. Јас затоа и тогаш ви кажав дека нашата советничка група нема да го подржи дополнувањето. И во текот на периодот што измина, ние се дистанциравме од коментари по социјалните мрежи за да не дојде до такво несогласие. Вчера настана една таква гужва на социјалните мрежи, која беше предизвикана од некоја пајташка партија, да собира ситни поени, кои оди на штета на многу други, за таа да профитира од нешто. Добро знаете и вие кои сте тие што са. Значи оти тие не прозваа го ВМРО, прозваа го СДС, прозваа и други. Значи тие сакаат да се окреваат нивниот рейтинг. Они знаат дека во Пехчево немаат своји представници. И сакаат да се окреваат свој рейтинг. Јас мојот став го кажав. Значи точката од дневен ред да се симне и да не се разгледа оперативно постапката да престане. И нашиот предлог е тоа. Благодарам на вниманието и мислам дека председателот треба да стави на гласање дневниот ред и да Ние нямаме право на гласање, имаме право на прашање. Немате го. Што сме ние тука граѓани на таа општина ако нема? Да слушат и после. Треба ние само да висиме и да го слушаме. Да. Почекајте малку. Супер, значи ни треба да висиме, вие се правите што. Извинете, ако мислите, ние имаме седници. Значи вие сте присутни тука и треба да не слушате нас. А после ќе правиме дискутирам. Сега малку треба да сме свесни. Одиме во живо и мислам дека треба да покажеме во живо заради тоа и сам дека значи мислам треба да бидеме културни и да оставиме печаток на добра транспарентна општина, дека се решава во согласно со законите на наша држава и по барање на граѓаните. Добро. Значи така предлогот на градоначалник Николчо. Не така, председателе, значи тоа оди в живо. Добро. Треба да водиш ред за градоначалникот предлага. Николчо, ти јас знам кај треба и што треба. Јас сум бил пред тебе. Сега ако си било. Сами сето значи предлогот на советничката група од СДС и на градоначалникот за симнување на втората точка во дневниот ред. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за почнување на постапка за изработка на урбанистичко-планска документација, урбанистички проект во опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на објект со намена Г4.7 градби за чување и складирање на дигитални податоци на КП 6268/1, КП 6268/2, КП 6268/3
КП6269 и КП6270 КО Панчарево, општина Пешчево, ја ставам на гласање. Кој е за да се снима? 1, 2, 3, 4. Против? 5. Значи не усвоен. Преминуваме на првата точка од дневниот ред. Усвојување на записникот од 10-та седница на Советот на општина Пешчево. Дали има некој за збор? Ако нема никој за збор, првата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Првата точка нас слушнахме, ние не бевме тук. Може да повторите? Првата точка е усвојување на дневниот ред. И те молам, не ви упаде во збор. Не на дневниот ред. На записник. На записник, добро. Втора точка. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка на урбанистичко-планска документација, урбанистички проект во опфат за урбанистички план за формирање на градежна парцела за изграда на објект со намена Г4.7 градби за чување и складирање на дигитални податоци на КП 6268/1, КП 6268/2, КП 6268/3, КП 6269 и КП 6270 КО Панчарево, општина Пешчево. Дали има некој за збор? Ајде, Јордан. Во име на советничката група на ВМРО ДКМН во Советот на општина Пешчево сметаме дека не се доволно јасно и детално образложени сите придобивки, трошоци и можни последици за општина Пешчево од оваа иницијатива. Пред да се донесе ваква важна одлука, потребно е да имаме целосна анализа за влијанието врз животната средина, потрошувачката на електрична енергија и вода, како и конкретната корист за граѓаните и локалната економија. Не сме против развој и инвестиции, но ваквите проекти треба да се подржат само кога ќе постојат јасни гаранции дека интересот на општина Пешчево и низините граѓани е целосно заштитен. Заради тоа, нашата советничка група не ќе гласа против оваа иницијатива. Добро, благодарам. Друг за збор? Ајде, кажи. Значи јас на самиот почеток кажам дека наша советничка нема да ја подржи оваа точка, само што тоа вие го малку изманипулирате да испадне за да не се стигне од дневен ред. Благодарам. Добро. Никол Благојчо говори. Јас само на еден коментар на Николчо. Разликата помеѓу симнување на точка од дневен ред и гласање против за истото колку се усвои претходниот дневен ред човек е голем. Слушахте преглед внимателно, значи ти предлагаш, односно вашата советничка група предлага да се и градоначалникот, да, предлага да се симне од дневен ред, што значи дека можно е во фиднина на некоја друга седница истата точка па да се стави на дневен ред. Граѓаните на Пешчево ќе кажат дали Истото па ќе се случи, па ќе дојде. Значи за това ние не зависи од нас. Зависи од председателот и од иницијативата. Може да зависи од председател. Значи Како става дневниот ред, не го ставам јас. Благојчо, ако ти внесат на тебе, значи иницијатива мора да ја ставиш на дневен ред, така ли? Не мора. Оти не мора. Председател на совет. Спрема законот за локална самоуправа треба да не консултира сите координатори на советчи групи. Он това не го прави веќе една година. Това секак ќе се стави. Секаш имаш координација со координаторите. Молам ти се, не изборам такива. Значи, немој така. Правиш инсинуации, Немој така, молам ти се. никој што си се явил да се консултираш за дневниот ред. Има си координатор на советничката. Па има јас сум. Има и од ВМРО. Кога не ви трае на координација? Јас ли? Немаш кабинет, па немам ни просторија за совет. Нешто избегуваш од темата, молам ти се. Значи, на мене ми беше разликата. Ние и ако като советничка група од ВМРО усвоихме дневниот ред, с колегата Јордан и наша група ќе гласаме против одлуката. Само заради разликата од симнување, не, истоти ќе дое... Нема потреба од гласување, мисля оти граѓаните ќе ја разберат. Оти ако симнување, да гласаме симнено, наредниот пат ќе се ставеше па и па истата песна ќе се врти в круг. Добро, друг за збор. Нашо, си гласаме против. Благодарам, Благојчо. Друг за збор? Ако нема никој, втората точка. Предлог одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постап за изработка на урбанистичко-планска документација, урбанистички проект во опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изграда на објект со намена Г4.7 градби за чување и складирање на дигитални податоци на КП 6268/1,
КП6268 плюс 2, КП6268 плюс 3, КП6269 и КП6270, КО Панчарево, община Пещево, и оставаме нагласени. Кой е за? Няма никой. Против? Едногласно инициативата е отмиена. Против 9, да. Јас само ќе замолам, ако може. Да, тука веќе Помина. завршува точката. Не, защо не седмици трябва да са явни, ако Да. има време нека снимат. Ако са јавни, чим водиш многу контра, kad dostavih јазика на почетоку да се информира јавност. Чекай малку. Значи, застанете. Ајде по колечка. Значи, чекај. Граѓаните што се соберени тука, се соберени за втората точка. Се тоа може да има нешто, да има обврски, да оставиме простор да постават некое прашање и јас верувам оти никој не му интерес да седи тука 3 сата 4 за да следи точката. Тие луѓе се дојдени заради втората точка, добија одговор на втората точка. И ако искаат да постават некое прашање, като вие советници и јас като градоначалник сум тука, да дадеме некое сознание и готово и да си продолжиме понатам со работа. Контрадикторни сте, човек кој искаше да постави, ние ќе му Да постави, зашто ето е как? Сега го кажувам, значи давам 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 просто да се постави. Николчо, тука си дошел нещо като не знам сам. Значи јас кажав, давам простор, значи свето са дојдени само заради таа точка. И оставаме простор, ето, дојдени са свето, може да има некој обврска, оставаме простор на свето да кажат нешто, да попитаат и да ни кажат нешто и на вас като советници да ви предложат, да ви кажат и на мене като градоначалник. Значи тие се дошли само за втората точка, не за други точки. И јас оставам време на граѓаните, ако има нешто да попитаат, да попитаат. Јас ќе прашам и тоа повеќе. Пошто прескоро слушам дека вие никој не знаете колка е штетноста, ја да ви кажам. 1,5 милион требат литри вода дневно за дата центарот да се напои. Само да питам, што сте по професија вие? Јас по професија, висша школа, сообраќајен техничар. Така, и со гимназија. Пошто не сте полуписмени сега, така ни изгледа најверојатно гледате. Не гледаме од ваша така. точка не гледате како полуписмени дека ништо не разбираме, па заради таа причина ни давате збор некош. Јасно ли е на вас дека 1,5 милион вода треба дневно за најмалечкиот дата центар? Јас кажав като Дека ќе градоначалник. обезведите вие водаче Значи, прашањето. ма не ме питате мене. Значи јас сум градоначалник. Значи иницијативата се изгласа против. Затоа јас бег да се симни. Пошто немаме студија и кажах пачи повтора. Това е само почеток за иницијатива. Значи нема никаква студија, немаме никакви елаборати, немаме никакви сознанија. Значи јас За јас кажувам да се сознанието. 1,5 милион вода треба. Панчарево нема вода, значи целото село е без вода, не лежи на вода. Значи таа вода и малку што има се напојуваат домаќинствата и тие домаќинства има голем дел од нив има стока што чуваат дома. Значи не е само за пиење водата, има некој добиток од това живее. Кога ќе снема водата што правиме со Панчарево. Значи това можеме Кога ќе загадиме. това можеме да го думаме кога се направат визибилити студии, кога се направат елаборати за заштита на животната средина. Значи без документи, без некои аргументи од стручни лица во државата кои се во таа област, магистри, доктори, не можеме да спекулираме со информации. Магистри, доктори в наша држава, окей. Когато ми беше... Значи има стручни и компетентни лица кои работат во таа планска документација и кои врз база на податоци, на студии дава релевантни податоци кои се изнесат пред граѓаните. Значи са и ние како општина. Јас не знам вие одека имате сознанието дека троши толку литри, многу литри, значи ние не можеме да земеме со такива. Ја сам полуписмен, ама сам се распитал, сам вижте, толку. нема да вратиме работа, никој не рече дека сте полуписмени, дека сте неписмени. Значи јас дадох збор, и значи ние располагаме со таквија информации и не знаеме, не можеме да изнесеме колку треба, што треба, колку волчени што ќе. Нема информации. Знаете ли вие дека мрежата во Панчарево, електричната мрежа, зимно време кога ќе падне снег по 4 дена немаме струја. Пред 2 дена заврна, 2 пати заграме и снема струја. Што правиме со долноводо кога ќе го врзете тоа чудо ако се реши да се прави? Ама значи па се врашаме, значи имаме стратешка, стратешката не ме интересира пошто знаме што ќе дојде. Ајде Благојчо, земи зло. Господин, извинете, значи сега вие прашање требаше да поставите, а образложувате нешто што нити на вас, нити па на некој од тука не му е познато, нити на мене. Едно дека не ви. Да, и не можете да давате значи образложение колку литри, колку литри. И ние дозволиме като советници точката изгласаваме против. Јас не знам кои проблеми имате вие. Точката е завршена. Мене ме интересира да ви кажете дека знам која е ситуацијата. Значи ситуацијата не можете да ја кажете пошто не сте компетентен, нити јас, нити вие, нити никој. Има си стручни лици. Точката е значи против. Точката е против изгласуване.
Толку може да се прави малку толку иска. Јас сакам да ви ставам до знаење која е ситуација. Нема потреба. Значи, Нема потреба тоа. Благочо, благодарам. Значи, Точката е завршена, со точката сме завршили. Толку. Толку е, изгласано е против, кој иска да остане на седницата, нека остане. Кој иска може слободно да си иде, нема никаков проблем. Значи точката е завршена и глас. Ако може. Благодарам. Јас сум Јасминка Пашалиска Андоновска, граѓанин на општина Пехчево и представник на Сдруженијето Амброзија. Имам прашалник и до службите и до советниците. Отфрлањето на оваа иницијатива значи од тука запира или таа иницијатива може после известен период повторно да се стави на дневен ред? Това што си е до наш е стигнало, иницијативата е отфрлена. И да дојде наредна иницијатива, мислоти тука е веќе завршен процесот на... Значи па ја ќе прашам, иста точка на дневен ред ако отфрлена не може повторно истата во ист формат да се врати. Законски не знаеме и не можеме да дадем точен одговор, треба да видиме дали може или не може. Значи во моментот имаме на маса точка која се гласа за или против. Како градоначалник за мак збор, морах да ги заштити советници, да се заштити општинската администрација и да ги заштити граѓаните. Точката се изгласа против, не е усвоена и таа процедура до сега што е поднесена таа иницијатива престанува. Наредна иницијатива дали ќе има или ќе нема, може би законските норми дозволува, може би не дозволува. Таа треба да го видиме како е правно и да излегнеме со... Кој е подносител на таа иницијатива? Значи, подносители са физички лица, ние како општини като тоа не смееме да спомниме имења, пошто ни идува на... Не е информација од јавен карактер? Е, ама име и презиме не. Да. Да, значи побарате значи јас ви кажах службено информација од јавен карактер во врска со таа точка побараа 8-9 луѓе. Доставија се до општината и сите добија писмен одговор во предвидениот рок како општина што треба да им одговориме. Задоволни сте од одговор кој побарал? Дека се Да, одговорено е на сите. Беше така одречено дека ако и да се одбие предлогот, може државата или министерството само да си преземе иницијатива. Значи тука паче кажа, значи отстапуваме од това, законската работа што е на советот и на градоначалникот да спроведеме постапката во општина Пехчево е спроведена. Бевте присутни на гласањето, видете дека се изгласа, мисла оти ваше барање, сите што е тука, беше да се тргне. Да. Точката се тргна и мисла оти нема повеќе место и простор за незадоволство и со тие недолични коментари по Facebook против советниците, лично против мене като градоначалник неколку имаше, ама повеќе имаше против советниците. Јас паче кажам, јас морам тие советници да ги заштитам, јас со тие советници треба да работат избрани се од вас, да, ама се избрани да работат во корист на граѓаните. Јас со тие советници мора да работат 3 години да носим одлука по полза на граѓаните. Добро. Да. Ако преземем министерството, ако си ја преземе обврска, Паче кажам, оградувам се. Не знам кои се. Значи не знаеме која е процедурата. Ајде. Извинете. Значи има измени, не знаеме кои се измените. Така да по таа точка не мога да коментирам за да не се изнесат некои невистини, утре кои можат да се злоупотребат. Ајде Јордан. Само да ви одговора на прашањето, не знаеме точно. Така и беше одговорено на само да анкетата ми знаете на дека советничката група на ВМРО ДПМН во Советот на општина Пехчево секогаш ќе стои за интересот на граѓаните на општина Пехчево. Може ли јас? Градоначалник, вие како татко на градот, сакам јавно пред гостите да кажете дека доколку министерството го протурнат оваа иницијатива, дали вие ќе застанете во одбора на населението и ќе организирате локален референдум? Јас реков, не знам кои се моите надлежности, доколку не ги знам на законските измени, така нешто не мога да дам ветување и не мога нешто да кажам. Потом приликата што дојде, може би нема, може би ќе дојде. Кога дојде ред за таква работа, можеме да разговараме тогаш. Са пред време не можеме ништо да кажеме. Така да по однос на вашето прашање ќе се ограда и не мога да ви дам одговор. Според законот за локална самоуправа, градоначалникот е должен да спроведе референдум за некоја спорна точка која што е од витален интерес за граѓаните. Тоа значи заштита на животна средина, заштита на средина. Значи ние зборуваме за некоја работа која можеби нема да се деси,
и презреме да даваме одговор. Значи ако дадеме презреме одговор, тоа после во некој контекст на момент може да се злоупотреби. Затоа тука по твоето прашање ќе остана Добро, благодарам. Бас ми нема да дам одговор. Преминуваме на третата точка од дневниот ред.